еве неколку работи да кажам во однос на овој амандман заради тоа што регулира различен дел на вработени кои што се дел од Министерството за одбрана. Овде се работи конкретно за припадниците на армијата на Република Македонија. На 29.6. се одржа состанок во Министерството за одбрана на кој што беше присутен министерот Владо Мисаевски и дел од раководството на Министерството заедно со сите синдикати, каде што почнаа првичните преговори за составување на нов колективен договор. Она кое што можам да го укажам и да го повторам како и за цивилниот дел од Министерството за одбрана, така и за воениот персонал, дека ќе има повисоки плати согласно ново склучениот колективен договор, за кој што ќе бидат обезбедени финансии, за кој што ќе биде постигната согласност помеѓу синдикатите и Министерството. Она кое што е важно дека е веќе почнат процес кој што сметам дека веќе има некое квалитетно решение за прв пат во независноста на Република Македонија да го надмине еден од најгорливите проблеми кои што ги има македонското општество, а тоа е решавање на статусот на професионалните војници кои што навршуваат 45 години, така да сметам дека и во оваа насока сме блиску до едно квалитетно решение кое што ќе ги зацрта и исполни нивните цели и желби, бидејќи ние како политичари постоиме за да го подобруваме животот на граѓаните кои што живеат во оваа држава. Од онаа насока која што сакам да ја кажам, ако го погледнете ребалансот на буџетот и ги видите сите ставки кои што се присутни таму, оваа година со овој ребаланс во наредните 6 месеци Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија ќе стане уште покомпактна, борбената готовност ќе биде уште поголема, вработените ќе бидат уште позадоволни, бидејќи покрај тоа што сме во процес нели како влада за набавка на нови униформи на војниците, се склучени на над 16 договори со нашиот сојузник, стратешки партнер САД, за стигнување на нова воена опрема, така да во целиот случај кој ќе ги заокружиме овие цели, сакам да ги уверам сите оние кои што се дел од воениот персонал на Министерството за одбрана, односно армијата на Република Македонија, дека имаат раководство кое што сериозно смета на нив и имаат влада која што сака да им посвети сериозно внимание и токму затоа ќе бидат во врвот на нашите приоритети и да ќе добијат подобри поволности, подобри привилегии, повисоки плати и секако подобра опрема, бидејќи Република Македонија, барем од оние кои што доаѓаат од страна и кои што ја посетуваат нашата армија и оние изјави кои што ги даваат и кои што може да се видат во македонските медиуми, представува навистина пример за нејзината подготвеност и токму затоа ние имаме обврска, почитувајќи ги овие луѓе, да им ги подобриме условите во кои што работат и во кои што функционираат. Благодарам.